Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, почитувана колешке. Сакам едно објаснување или моја дилема околу овај закон. Спомнавте жешки точки. Се пропишува со овој закон да се изготви план за контаминираното подрачје и негова ремедијација, и тоа би било во ред ако во членот 28б не стои дека тоа треба да го прави правно лице кое, откако ќе го направи планот, ќе потпише договор за купо-продажба на просторот. Дали ова се однесува точно на тие жешки точки кои што ги споменавте? Тоа е индустриско старо загадување кои се создале кога со тие инсталации управувала државата. Новите инсталации мора да работат со веќе усвоена студија за оцена на влијанието на животната средина, со која со закон е утврдено дека просторот, подрачјето кое го користи или на него врши одредени дејствија, мора да го врати во првобитната состојба, зошто Министерството за економија е тргнато од оваа проблематика која е надлежно за концесиите за рудниците, и моје мислење дека овој закон, иако навидум се добива впечаток дека се менуваат мал број на членови во делот на добивање на лиценци за управување, како и стекнување на лиценци за експерт за животна средина, во суштина се измени кои бараат широка експертска анализа на тоа што се менува, односно уредува со овој закон во делот на дефинирање на контаминираните подрачја и нивна ремедијација, и наместо да добиеме вистинско решение, ние добиваме декларативно решение на овај исклучително голем, но и многу скап еколошки проблем. Но како вие ја поддржувате султан партијата која што ветуваше чист воздух, здрава животна средина, а ја направи Македонија поле со марихуани само и ништо друго, не верувам дека и од ова нешто ќе биде. Благодарам.